тешко е да се живее на толку високи температури без вода. Вака ќе кажат гостиварчани поради револтирани поради настанатата ситуација. Во градот денес е раздвижено, граѓаните ги завршуваат своите обврски, видлив е сообраќајниот метеж, но и граѓани со пакети со вода. Освен проблемот за вода за пиење, имаат и проблем за потребата за лична хигиена. Но како е да се живее денес во Гостивар и дали се доволно снабдени со вода, гледаме во продолжение. Доволна ли е вода што носат за сите гостиварчани? Не баш доволно. Пошто Гостивар е преку 60.000 населник. Тоа што се дешава само кај нас, пошто јас живеам во иностранство, али вака не. Срамота. Како коментирате целава ситуација? Катастрофа. Во Африка не е така, моментално. Овде имат сега, идат и сабали навечер идат да зимат вода. Колку сакат може да зимат, Треба да се потроши 2 камиона и гледаш тамо нема ништо, нема. Идат од сите страни, пошто немат поблиско, дутлог немат, по една гајбе ти дава само, кај стадионот. И морат овде да дойдеш. Што ќе правиш со една гајбе? А сега не се пи до овие 2-3 дена, не се пи и не може да се миеш сега више. Ова што го направија, нигде го нема тоа. Нигде. Години овде не се случи овде. Како може да префрли 3 пумпи таму? Не едно, 3. Да загади цел Гостивар. Ајде ме, тоа го нема нигде, нигде го нема на светот. Да загадиш ти. Не можеш да се миеш, немаш ни за мијање, ни да куваш, ни ништо. Како се бањата? Никако. Никако. Да трпиш ти за вода во ова вручина сега во јули месец. Нема тоа, нигде го нема. Само овде кај нас се има све. Овде кај нас све се немаш тугаш. Може да се деси све, пошто немат контрола. Тоа е проблемот кај нас. Носат нешто. Меѓутоа, може би не е доволно за сите, меѓутоа тоа е тоа. Ако земат линеарно сите помало, тоа е добро. Ако земат повише некој, тогаш ќе остане некој без вода. Некој може би и се бања со таа вода. Нема друг спас. Хиперхлорирање на системот за водоснабдување во Гостивар и секојдневно неизменично тестирање на квалитетот на водата од 3 различни институции, се додека резултатите не покажат дека водата е квалитетна. Ова се двете клучни одлуки кои беа донесени на вчерашниот управувачки комитет. За сега бројките според здравствените власти покажуваат пат на заболени пациенти од труење со вода и управувачкиот комитет алармира и апелира до надлежните, односно до граѓаните и натаму да ги почитуваат препораките на надлежните, односно да не се пие водата овде во Гостивар. Поради тоа пративме и прашање до владата за тоа колку вода и дали е доволна таа за гостиварчани, па во продолжение ќе прочитам делот соопштението. Од владата вела дека континуирано обезбедуваат залихи со вода за Гостивар и тоа ќе продолжи секој ден се додека тоа е потребно. Паралелно преку Централниот кризен штаб се организира и дистрибуција на техничка вода со поддршка од државните институции, армијата, Министерството за внатрешни работи и повеќе општини. Количините не се утврдуваат однапред, туку се прилагодуваат согласно реалните потреби на терена, доколку биде потребно, ќе бидат обезбедени дополнителни ресурси. Поради ситуацијата овде во Гостивар со водата за денеска е закажан и кризен штаб. Александар, остануваме на терен да ја следиме состојбата и секако нови информации и повеќе детали во наредното информативно издание.